Почитуван господин премиер, почитуван господин градоначалник и почитувани присутни, дозволете ми прво да се заблагодарам за честа што ми е дадена да зборувам за уставните амандмани кои што во дадената ситуација представуваат клучен основ за понатамошното постоење на државата и вклучување во меѓународните организации, првенствено ЕУ и НАТО. Она што сакам на сам почеток да го презентирам е дека моето излагање по повод оваа јавна дебата за предложените нацрт амандмани за реализација на Преспанскиот договор ќе се осврне на две точки или два сет прашања, да кажам, кои што повеќето се третирани од уставно-правен аспект, првенствено имајќи во предвид моето искуство сега како меѓународен судија во Уставниот суд за жал на Босна и Херцеговина. Меѓутоа, уставните одредби, она што е карактеристика на еден устав, мислам дека е меѓународен сегмент и дека во секоја основа може да се зборува за тие основи, не само од меѓународен аспект, туку и од аспект на она што значи и досегашниот устав на Република Македонија и овие амандмани кои што сега се предлагаат. Прво што сакам да нагласам е прашањето дали овој договор, Преспанскиот, кој што јас лично го сметам како апсолутно потребен и релевантен во дадената ситуација во која што се наоѓа Република Македонија, а за остварување на своите аспирации за влез во НАТО и ЕУ, по својата содржина ги бара предложените уставни предмети, промени и дали тие промени се промени од уставно-правна теорија и дали тоа може да се или тоа може да се постигне евентуално со некои законски промени, како и тоа дали најважно промените го нарушуваат основниот карактер на уставот на Република Македонија, основните одредби на нашиот устав, кој што ја определува Македонија како држава. Прво што сакам да нагласам е правењето на разликата помеѓу потреба од уставни промени или некои други промени. Ова од причина што постојат одредени уставни сегменти, односно одредени уставни елементи, кои што се различити од законските елементи и сметам дека овие промени се однесуваат повеќе на уставно-правната категорија, а како што нагласи и самиот премиер, во потамошното работење секако дека ќе треба и со закон одредени основи да се вметнуваат и да се регулираат. Кога зборувам за уставните промени од аспект на потребата и апсолутно неопортуното однесување, евентуално во делот на нарушување на карактерот на Република Македонија, сакам да напоменам дека Република Македонија во делот на уставот со основните определби е суверена, самостојна, демократска и социјална држава, чиј што суверенитет е неделив, неотуѓив и непренослив, а произлегува од граѓаните или им припаѓа на сите и чија територија е неделива и неотуѓива. А во исто време се укажува дека Република Македонија нема никакви територијални претензии кон соседните држави и она што е особено важно е дека со овие промени не се нарушуваат и не се задираат во темелните вредности кои што се наброени во Уставот на Република Македонија. Имајќи предвид содржината на Преспанскиот договор, карактерот на нашиот устав, за кој што зборував, како и фактот дека Уставот представува правен облик
на политичката структура на земјата, како и тоа дека е правен израз и гаранција на постоење на уставноста, одговорот за предложените промени врзани за првиот сет на овие прашања секако дека е позитивен. Да, потребна е интервенција во Уставот на РМ со амандманите кои се сега пренесени пред нас во форма на нацрт амандмани заради додавање на одреден текст во преамбулата и заради додавање на географската одредница на името на државата со зборот Македонија меѓу зборовите Република и Македонија. Во исто време сметам дека е потребно да се поддржат овие амандмани и од еден друг аспект, а тоа е аспектот на зајакнување на веќе превземените договорени обврски на државата со Преспанскиот договор, а и заштита и гаранција на одредените права на нашите граѓани. Нашиот устав е граѓански устав и како таков тој треба и понатаму да остане и во таа насока се третираат и овие предложени амандмани. За сите овие нацрт амандмани дополнително ќе зборуваме и се надевам дека ќе има дискусија и ќе изнесете и вие некои своји согледувања на кои што евентуално ќе можеме да одговориме или ќе треба да одговарат пратениците или оние изготвувачите на амандманите. Мислам дека нашата обврска е сега многу сериозна, многу битна и се надевам дека ќе имаме плодна дискусија во таа насока. Со оглед да констатирам дека е потребно вакви амандмани да се донесат на Уставот, што се резултат на Преспанскиот договор, основно се поставува прашањето и се наметнува како потреба од одговор дали овој договор, како што е случај и предлогот за Охридскиот рамковен договор, во некој одредби од Уставот да најде свое место. И во оваа насока дискусиите би ги насочила кон прашањето дека овие промени на Уставот се фактички резултат исклучиво на договорот кој што е склучен или меѓу премиерите, кој што е ратификуван и кој што фактички е основ за поднесените нацрт амандмани. Мојот одговор е во насока дека во преамбулата, која што треба да знаеме дека не е нормативен дел од Уставот, значи таа не би требало да и се пружи можност да биде оценувана од уставно правен аспект, туку исклучиво да представува оној дел што историја на државата која што го носи овој устав, а тоа со преамбулата до некаде е постигнато, да се зајакне и да се стави Преспанскиот договор како дел од преамбулата од две причини. Прво, заради зајакнување на позицијата на државата, не само на меѓународно ниво, со оглед на тоа дека е овој договор фактички договор под покровителство на најголемата меѓународна организација, во однос на причините на носење на амандманите и самата реализација на договорот како извршување на обврските, каде што во обврските има учество, како што реков, и меѓународната заедница. Кога сме веќе кај преамбулата, имајќи го во предвид предлогот да се вметне и Охридскиот договор рамковен, кој што е основ за веќе направените уставни амандмани, кои што се сега составен дел од самиот устав, предлогот за
вметнување и на Преспанскиот договор во никој случај не може да биде третиран како договор кој што нарушува некои права и на граѓаните и некои обврски на државата према граѓаните. Кога сме кај преамбулата и одма веќе би го споменала амандманот број 34, кој што предвидува зборовите, одлуките на АСНОМ да се заменат со прогласот на првото заседание на АСНОМ од македонскиот народ за одржаното заседание на АСНОМ. Сметам дека во одредена ситуација, посоодветно или поопортуно, имајќи во предвид целокупната содржина на прогласот на првото заседание, е да се употреби терминологија одлуки или акти на АСНОМ кои се однесуваат за конституирање и удирање на темелите на македонската држава, без да се навлегува посебно во содржината на истите. Зошто ова го велам? Прво, заради тоа што во самиот, не само во прогласот, не само во одлуките на АСНОМ, во целокупното однесување по однос на актите на АСНОМ има многу податоци, многу детали и сите тие податоци се достапни и се фактички со оваа формулација на некој начин се упатува према истите без да се оптеретува текстот на Уставот. Јас како уставен судија сметам дека текстот на Уставот треба да биде една рамка. Текстот на Уставот не може се да инкорпорира во својата содржина. Напротив, инкорпорирање на оние делови кои што упатуваат на нешто што е општо познато или кои што упатуваат на одредени ситуации каде што можат да се приберат информации. Што е појако од зборот конституирање и ударање на темелите на македонската федеративна држава во нова демократска федеративна Југославија, кое што е дел од прогласот во делот на конституирање на македонската држава како таква. Ако не се актите на АСНОМ. Значи, секој може во секое време да ги има во предвид сите овие историски акти, документи и да ја влече содржината на истите дека се тоа акти и документи кои што ја конституирале, кои што ги утврдиле темелите на македонската држава. Впрочем, преамбулата е нешто што е основ за постоење на една држава која што понатаму преку уставните одредби ги регулира своите обврски и ги овозможува правата на своите граѓани. Од овие причини сметам дека ваквата формулација, како што реков, е многу посоодветна и поопортуна, без да ги отвараме вратите на некои за сите нас познати коментари од страна на соседите. Она што е најважно е дека во овој контекст се истакнува важноста на создавањето на македонската држава, што впрочем е наша главна цел и наш главен приоритет на нејзината заштита. Во амандманот 33 во Уставот зборовите Република Македонија се заменуваат со зборовите Република Северна Македонија, а зборот Македонија се заменува со зборовите Северна Македонија. Мислам дека нема потреба да го елаборираме. Тоа е прашање кое што е
првенствено вметнато во договорот, прифатено и она што е најважно е не интервенира во идентитетот на македонскиот народ. Напротив, тоа е една географска одредница, која што одредница во дадената ситуација смирува многу голем број на тензии, а од друга страна овозможува државата, како што рече и премиерот, доди напред и да влезе во друштвото на европските земји, ЕО и НАТО, кое што е особено, по моје мислење, важно и за сигурноста и за чувување на државата како целина. Имајќи во предвид што се случува во нашата околина, мислам дека тоа не е воопшто проблем да се разбере зошто е потребно да се прифати ваквата терминологија. Во истиот овој член зборува за примена на овие зборови Северна Македонија. Меѓутоа, има едно одстапување од членот 36, во кој што стои дека Републиката ги гарантира посебните социјални права на борците од антифашистичката војна и од сите национални ослободителни војни на Македонија. Мој предлог е во овој дел да се интервенира со употреба на придавката својствена или она што значи граматичко презентирање на оваа реченица, па во таја насока Македонија да се замени со зборот во неа, пошто горе имаме Републиката им гарантира посебни социјални права на борците и на сите национални војни на неа или во неа, во зависност од тоа што на некој начин предлагачот подразбира под овој текст. Понатаму, она што е најважно во овој амандман е дека Републиката без именување на посебното име стои како Република и нема потреба да се додаваат никакви придавки, што секако дека представува едно олеснување во делот на потребата на промена на или додатокот на името. Останатата содржина на зборовите Република Македонија, како што реков, се заменува со Република Северна Македонија и во зборовите каде што стои само Македонија без Република, потребно е да се стави Северна Македонија, а на овој начин, во овој дел, мислам дека нема потреба да се идентификува Северна Македонија, прво од причина што не станува збор само за војните во Македонија и веројатно ова ќе може да се толкува и во една можеби негативна конотација. И повторно повторувам, се подразбира дека станува збор за Македонија, а ние на еден дипломатски начин војните кои што се случувале на таа територија ги именуваме со присвојна придавка нивна. Што се однесува до ставот 4 од амандманот 35, се извинувам, сметам дека треба да се спои со амандманот 36 од причина што во овој првиот зборуваме Републиката го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните земји, а членот 4 од амандманот 36 повторно зборува дека Републиката при тоа нема да се меша во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи. Имајќи во предвид повеќе граматички и лингвистички, мислам дека ако се додаде Републиката го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните земји и при тоа,
НИ, него при тоа нема да се меша во суверените права на други држави, во нивните внатрешни работи, е нешто што е поврзано едно со друго и може, за да биде појасен текстот, на овој начин да се презентира овој текст. И на крајот, кога станува збор за амандманот 36, сметам дека треба да се дополни во одредените 3 става, односно во одредените првиот и третиот став, на начин што за да се заштити повеќе идентитетот, да се употреби терминот идентитет, и тогаш реченицата или амандманот би гласел: Републиката го штити, гарантира, негува идентитетот на македонскиот народ, или идентитетот и историското и културно наследство на македонскиот народ. Значи, со додавање на зборот идентитет се зајакнува врската помеѓу идентитет и македонски народ, и во таа насока тука се знае дека покрај штитење, гарантирање, негување на историско и културно наследство на македонскиот народ се зајакнува и идентитетот негов. Во ставот 2, Републиката ги штити правата и интересите на своите државјани кои што живеат или престојуваат во странство и ги унапредуваат нивните врски со татковината. Тука станува збор за сите граѓани, сите државјани на Република Македонија, нема разлика помеѓу припадниците на македонскиот народ и припадниците на заедниците, и мислам дека како таков може да остане. Последниот став, кој што вели дека Републиката се грижи за припадниците на македонскиот народ кои живеат во странство, мислам дека треба да се позанимаваме и со правото на припадниците на заедниците, а не само со припадниците на македонскиот народ, и заради тоа покрај македонскиот народ, ако се додаде и припадниците на заедниците, сме го решиле тој проблем и немаме никаков дискриминаторски однос према припадниците на другите заедници. И покрај тоа што во членот 48 од Уставот, кој што е амандиран со амандманите од претходното менување на Уставот, се заштитени припадниците на сите заедници кои што живеат во Македонија. Повторно, заради еден дипломатски пристап или заради едно нешто што значи појасно, поконкретно разбирање на Уставот, не само за експертите, туку и за пошироките граѓански маси во делот на разбирање на правата и обврските на државата, мислам дека со ова ќе избегнеме она што на некој начин би можело да значи дискриминација, па дури и позитивната дискриминација би ја исклучила од овој сегмент. Ова се моите согледувања, ова е она што сметав дека треба да биде изнесено. Може би е малце предолго, ама 4 амандмана се и се обидов она што е суштина на промената од мој аспект да го презентирам. Спремна сум на прашања и одговори. Благодарам многу.